Доналд Трамп даде заклетва како 47-ми председател на САД. Вети нов бран на национален прогрес и обновување на довербата во Америка. Агендата опфаќа масовни депортации, увозни тарифи, намалување на број на вработени во администрација. Погледнете што кажа Трамп. I will declare a national emergency at our southern border. Најави дека веднаш ќе прогласи воредна состојба на јужната граница, затворање на секој нелегален влез и процес на враќање на милиони, како што рече, криминални лица од странство, таму од каде што пристигнале. Кажа дека златната доба за Америка почнува веднаш и Америка ќе биде слободна, суверена и независна држава. Трамп вети и дека ќе го смени името на Мексиканскиот залив во Американски залив и ја повтори својата намера да ја врати контролата врз Панамскиот канал, една од неколкуте изјави за плановите за надворешна политика. Today I will sign a series of historic executive orders. Во текот на неговиот прв ден на власт се очекува Трамп да потпише стотици извршни наредби. Пред церемонијата во Конгресот, Трамп и првата дама Меланија беа во Белата куќа на традиционален инаугуративен чај. Трамп и Бајден се поздравија, што представува символ за мирен трансфер на власта. А во моментот кога Трамп даде заклетва, почна традицијата на преселба. За околу 6 часа, личните работи на претходниот председател, во овој случај на Бајден, треба да бидат изнесени од Белата куќа за таа да се подготви за новото председателско семејство. Трамп е најстариот лидер што никогаш бил инаугуриран како председател на САД. Тој е прв председател што ја презел функцијата откако бил осуден за кривично дело и само втор по председателот Кливленд во 1890-тите да служи втор непоследователен мандат. Инаугуративните настани покрај свечената церемонија на заклетва вклучуваат музички изведби и голем број свечени балови. Подоцна вечер Трамп ќе се појави на 3 инаугуративни балови низ градот. Се очекува тој да зборува на сите 3. Денес се очекува да биде најстуден ден на инаугурација во изминативе 40 години. Церемонијава се одржа внатре во Конгресот, наместо традиционално на скалите надвор. Последна инаугурација која била одржана во затворен простор е онаа на Роналд Реган во 1985 година, исто така поради студеното време. Екстремна температура имало на повеќе инаугурации низ историјата. Најдраматична и трагична е она во 1841 година, кога председателот Вилијам Хенри Харисон починал само 1 месец откако дал заклетва од пневмонија што ја добил поради студеното време на денот на инаугурацијата. Илјадници поддржувачи на Трамп, како и странски лидери кои дојдоа во Вашингтон, не можеа да ја следат инаугурацијата во живо. Тука и премиерот Христијан Мицкоски, но ниту од влада, ниту од амбасада добивме официјална информација дали и каде Мицкоски ја следел инаугурацијата. Можеби премиерот ќе одлучи да објави сам. Сепак, официјални лица од Конгресниот комитет за одржување на инаугурации велат дека билетите што гостите ги добиле можат да ги задржат како сувенири. Јас сум Милена Ѓоргиевска, ова е Глас на Америка на македонски, Вашингтон.